Паушали знаете да зимате. Ние не зимаме паушали. Со наши гласови дојдовте вие тука седнавте. Одете дома, кажите на вашите синови што направите денеска. Има народ со една плата живе. Дојдавте, зимавте гласови од кај нас. Кажи ми што да јадеме. Кажи му на моето дете дојди, објасни му таму што да јадам јас. Добро заврши. Што да јадам јас, кажи му. Да бе да. Остана неодговорено прашањето што се случи со 2 милиони евра кои што не се му беа дадени со одлука на Совет на Скопје средина на ноември со назнак исплата на плата за лица у ЈСП за ноември и декември. Вака. Ова сега го пуштаат и на Телеграм. Ова е многу глупа теза. Многу глупа теза со која што не само што не се вадите, туку се дозакопувате. Значи докажувате дека сте многу глупи, неписмени, не знаете како функционира платен промет, не знаете како функционира финансиски систем и треба да разграничите што е финансиски систем, што е фискален систем, а што е платен промет. Кога се зборува за финансии, например, се зборува за државни пари, за буџети. И треба да знаете дека платите се пресметуваат заклучно со 15 во месецот согласно закон за претходниот месец, значи до 31. И се пресметува плата од 1 до 31 или од 1 до 30 во тек на 15 дена од наредниот месец, за да се утврди кој колку имал часови плюс време, како се викаше, плюс часови работно време, кој работел на празник, кој работел на викенд, кој работел во неработен ден и така натаму, и се прави таа пресметка. И до 15 треба да се исплати. А во тие 15 дена институциите имаат обврска да направат пресметка. Прво треба да го знаете тоа. Фискалната година завршува на 31 декември. Што значи дека пари за декември треба да се парите за декември треба да се исплатат во јануари. Бидејќи не може да се јануари е во новата година. И тогаш нели почнува новиот буџет да функционира. Што значи дека треба во тие 15 на дена да се пресмета за претходниот месец од 1 до 31. Што се однесува на тоа демек наводно одлука се гласала во ноември. Ако имате 2 грама памет и ако ги слушате луѓето што зборат таму, советници, вклучително и советниците на ВМРО ДПМН, што гласале за плати, за исплаќање на плати за октомври и ноември. Или во ноември гласале да се исплати октомвриската плата, значи гласале во ноември, пред 15 ноември, за да се исплати платата за октомври и да останат пари за во декември до 15 да се исплати платата за ноември. Логично. Тоа го гласале. Ама имате лица со посебни потреби кои што ви прават пиар и кои што немаат основни познавања од ништо. Ја заглавуваат цела партија, а особено Мицкоски го заглавуваат, бидејќи секоја негова теза на тоа лице со посебни потреби има политички импликации. Политичките импликации од таквото глупирање се видоа денес. Денеска ВМРО ДПМН изгуби 50.000 гласа у Скопје. И уште не знам колку низ Македонија. Затоа што сите видоа за каква група збирштина се работи. ВМРО ДПМН не е ова што денеска го гледаше македонската јавност. Во ВМРО ДПМН имало честни луѓе, интелигентни луѓе, луѓе со визија. Ова се луѓе кога вие што претходно ги кажав, биле во прв и втор ешалон, овие луѓе били у шести ешалон и сега им се дало шанса да бидат они првиот ешалон. И се глупираат, максимално се глупираат. И го претвараат ВМРО ДПМН, ствараат за ВМРО ДПМН имидж на деструктивна партија. Ствараат за ВМРО, овие луѓе, денес што ги гледавте во Совет на град Скопје, ствараат за ВМРО ДПМН имидж за ВМРО ДПМН, ствараат имидж дека тоа е партија на ретроградни, зависни луѓе,
љубоморни луѓе, штетници, луѓе кои што не сакаат некој друг да е успешен, луѓе што го мразат тој што е среќен. Кои што ја мразат среќата на другиот, кои што не сакаат да видат насмевка на друго лице. Овие луѓе, чии што тези Бојан Антич ми ги пишуваш овдека, ја направија ВМРО ДПМН да биде партија која што најверојатно у наредните 4 години ќе остане во опозиција. И веројатно ќе се распадне. Ако таму нема итни промени на кон подобро. Треба сами себе да се сменат. И не иди подалеку од тоа. Ако Никола Груевски го Тоа лице воведе... кое е со посебни потреби, тоа лице со посебни потреби веројатно си ти за заскрен профил. Советник во град Скопје. Да пукне. Ова беше за медаља. Браво. Браво. Така да го озбилете само. А што мисли ако се крие позади женски профил, дека не е препознатливо дека е он? Баш затоа што се покрива за женски профил е попрепознатливо дека. Може е трансджендер. Ако Или Никола... транзитира кон трансджендер. Може да е флуиден. Знаеш што? Ако Никола Груевски... Мирослав Милковски, ако тебе не ти се допаѓа каков е мојот речник и јавен дискурс, молим те, имаш други емисии. Иди гледај си други подкасти. Сега, друга работа да ти објаснам, подкаст е емисија во која што се збори слободно, без политичка коректност, без ракавици, без не знам, да не навредиме нечии чувства. Додека ни ја навредуваат интелигенцијата на 2 милиона луѓе, ние ќе се пазиме овдека каков ќе не биде нашиот речник. И Од тие ракавици, од таа политичка коректност стигнавме до кај што сме. Ако не се кажат работите како што се, нигде нема да стигнеме. А ако тебе ти си многу вака нежен, на ваков вординг, на ваков говор, молим те, имаш други културни. Терај. Имаме одличен коментар на Facebook, вели Оливер Оли Ванески, мицковизмот не е поразличен од заевизмот. Газат врз живи луѓе и фамилии. И види, ако Никола Груевски го воведе бесплатниот превоз за пензионери и за средношколци и за студенти, денеска ВМРО ДПМН повтор пат го остави градот Скопје и Скопјани без јавен превоз. Заради личен хир на Мицковски. За инат. Да. За инат. Значи, се доведовме у ситуација денес да слушам од СДСМ, значи по-реален говор, по-конструктивен говор, по-конструктивни изјави, по-конструктивно и по-одговорно однесување. Од СДСМ. Да се чудиш. На кои ниски гранки спадна овие од палатата. Да се чудиш. Што е за мене просто Како неверојатно. сигаше претходната председателка на Советот во град Скопје? Љубица Јанчева. Им вика, треба да има субвенција од владата, поднесете барање, нема да ви се скрши, вика, раката, ако побарате субвенција од владата за ЈСП. Ама вика Мицковски ќе ве скрати за една глава ако подпишете такво нешто. А 30 А милиона... вика владата ќе ви даде. А 30 милиона евра што зема неговите градоначалници субвенции? Ама тоа Тоа може можеше. затоа што они му викаат благодарам на Мицковски, а вака ќе треба благодарам на Данела да ја кажат можда. Аха, тоа ли е проблемот? Не знам. А не име проблем тие 30 милиона што ги зема, па после да гледаме на кои фирми и што прават по општините и како ги делат парите. Гледај се колку сте уште дополнително глупи. Не за... Зборам за овие од дувлото. Да, нешто активни... Вели СДС те плаќа, затоа милиник ти е СДС, до вчера дремеше у ВМРО мечка. Да ја цитирам? Да. Мечка која дремеше у ВМРО победи. Не дека е до мене. Ама има нешто и до Да. до тоа. И не се мисли само на мене, се мисли на колективот. Види, И се една друга работа ти кажам. Ако вие работите на системот, кој плати за него ќе играте,
Ние не работиме така. Ама знаеме дека вие не знаете друг систем. И знаеме дека вие работите само по систем кеш. Не ви интересира ни идеологија, ни принцип, ни образ, ни страна, ни политика, ништо. Кеш ви интересира. Ама не функционираат сите така. Има некои ги интересира. Не функционираат сите така. И iPhone ги интересира некој. Од што немате што да извадите. Правите сликички со автобусчиња, кои што патем кажано се интересни. И автобусот ви е од источен Лондон, не од Скопје. Што знаат од источен Лондон? Што они знаат таму како се викаше таа населбата? Како се викаше населбата од кој што овој со посебни потреби? Од Кондо. Од Кондо. Они од тамо. Тамо не ни иде автобус, брат. Таму Тамо меѓуградски иде. има ли тие двоседни како се вика? Не, тамо само меѓуградски иде. Така или има оние ниските. Види, за да луѓето не разберат зашто сме помалку револтирани, мислам дека треба да погледнеме дел од случувањава што денеска се случува во Советот на град Скопје. Инаку човекот кој што ќе ослушнете сега дека говори, се нарекува се вика Африм Муча, он е представник на синдикатот на ЈСП и директно го конфронтираше Трајко Славевски зошто советниците на ВМРО ДПМН, вклучувајќи го и Славевски, не гласаа за субвенции за помош на ЈСП, а со тоа не гласаа, односно гласаа против да вработените во ЈСП земаат редовно плата. Му вели во неделата му беше роден ден на моето дете, јас немав пари да го прославам тој роден ден. Кажи ми што да му кажам на моето дете, од кај да најдам пари, како да го прехранам. Мирослав Миќовски, ако ми ја пуштиш сликата на која што јас со Миле Зечевич сум, ќе ти речам управо си. Пак ли со тие приказки на ботовите? Дај да го видиме бе Африм Муча. Не бе, дај да видам ја кај сум на слика со Миле Зечевич. А ќе пушти он? Ако има. На каде? Па и со Мицко зборев на лидерската. А сега нека се договорат, со Мицко сум бил на лидерската или со Зечевич? Бе, види сега, немој да им се љутиш, они се на задача. Дојде ни се да коментираат, ботовите имаат добиени од овој, како го викаш, ретард од Советот. Не бе, не Има- викам ретард. Не викам така. Па, не, се извинувам, нешто у тој контекст беше, не знам точно. Со посебна потреба, што е? Тој од Советот. И нели он прави тие, како се викаат, кратки тези како да напаѓаат ботовите и пошто и овие се слични на него и они само у принцип кога се создаваат тие такви структури треба да им се каже ова се тези, па вие размислете, па нешто со своји зборови као К15, нели. Види нешто таму со своји зборови. А они прават копи-пейст, и сите исти текстови се појавуваат и на Facebook, и на, не знам, на Telegram, и на YouTube и се гледа. Нека се работи ептен за ограничени ликови кои што не знаат ни своја реченица да состават. И така натаму. И се гледа дека нешто е појачана нервозата овие денови. Така Мечка, што фактор е Цветан Трипуновски у ВМРО? Па отвори го овој, како се викаше, на Зегин? Кој? Како се викаше на Зегин газда? Мукоетов? На Зегин. Како се викаше, не знам. Како се викаше на Зегин бе, Филип? Меканџиски? Отвори го Меканџиски, има дуел еден со Велија таму. На еден ќе ти каже што фактор е Цветан. Ти текнува на тоа? Да. Бизнес нешто имаше. Такси возаш, такси драйвери Македонија вика денес благодарение на, да не го цитирам, бидејќи ако го цитирам има нежни гледачи кои што нели од такви зборови им е непријатно. Заради советниците на ДПМН не возеа колегите од ЈСП, ама затоа таксито растори. Сепак викам ми е жал за луѓето од ЈСП, мислам. Дај да погледнеме у каква ситуација ги доведоа луѓето од ЈСП. Дај го погледнеме тоа видео од Советот денеска. Чекај. Пичове,
Какво ще кажете за интервјуто на Љупчо Георгиевски из Ноштини коридор? У четврток е Љупчо Георгиевски кај нас. Гледате го вие, па вие ќе ни кажете. Ете така, да. Нека гледаат тука, Да. па да нека си споредат. Зато ајде да видиме денеска што кажа Афри Муча. Пушти го тоа од го Совет. посрамоти Трајко Славевски. А Ајде, после ќе ви кажеме ајде, на ајде, приказа ајде. на Славевски. Рече преска советникот. Паушали знаете да зимате. Ние не зимаме паушали. Ништо не зимаме. Треба да се срамите. Со наши гласови дојдовте вие тука седнавте. Со мојот глас. И гласовите на ова и тие народ надвошно се. Срам да ви е. Срам да ви е. Одете дома, кажите на вашите синови што направите денеска. И на вашите жени. Ја барам, ќе издржам некако. Има народ со една плата живе. Ја барам имам и жена ми работи. Ама вие комшија сте ми во Скопје себе порано. Доаѓавте, зимавте гласови од кај нас. Што ако заврши седмицата? Прати се пак таму решавај. Како ние да правиме? Како да живееме? Што да јадеме ние? Кажи ми што да јадеме? Што една вонредна ќе ти свикаме, не е проблем. Имаме кол. Што да јадеме? Кажи ми што да јадеме, друже. Кажи ми што да јадеме. Зашто си одиш? Кажи му на моето дете дојди објасни му таму што да јадам јас. Добро заврши. Што да јадам јас, кажи му. Кажи му што да јадам. Абе дојди кажи му на моето 15 годишно дете. У неделата имаше роден ден, не може да му славам, се шетав со Мичо по полициски станици, бе. Не може вчера да му славам роден ден на моето дете, бе. Во ред, да? Да, за тебе, во ред. Ќе дојдеш пак да бараш гласови кај мене. Да, бе, да. Дај ми ја јакната, бе. Дај. Ај, без срам. Алај. Нека ти е срам и педеле, ба. Алла нека. Срамота што го прави. Голем срам. Знаеш ли една прилика што му Чекај, реков? чекај, сакам да прашам нешто, молим те. Ајде. Зашо се врати Трајко назад? Затоа што надвор имаше луѓе од синдикатот на ЈСП кои што Не беа вака пристојни како унатре човек кој што господинот збореш. Муша, да. Затоа се врати. Затоа. Му Ама беше нешто многу цинично насмеан беше да не добил нов телефон iPhone. Или не? има допис он Има, кој што бара да му се купи iPhone. ама мора да биде 15 и ништо Па испод Про. најновиот, да. Так. Ако ги виде луѓето надвор дека се собрани, се врати назад. Аха. Да. Инаку Трајко Славевски ми бил професор на факултет и во една ситуација го среќавам пред советот и му велам професоре, велам многу грешки правите, си го рушите својот кредибилитет кој што го имате во јавноста. Сепак ве почитуваат луѓето како професор. Тоа беше уште во времето кога и го гаснеше микрофонот Нарсовска кој го зимаш. И вели, Милош, не се кире, вика, мене ми искалкулирано, јас имам уште многу кредибилитет за трошење. Не може Денеска тоа ни го велат мене да ме потроши. А умеѓу време го живее македонскиот сон. Многу голема трагедија. Како човек кој што универзитетски професор заврши како Трајко Славевски. Денеска го Да спомнам- бидеш виновен што цел град нема автобуски превоз, да бидеш виновен што 1300 луѓе немаат земено плата, буквално да ти плачат пред тебе зашто си им го земал лебот. И се смее цинично мува не го лази. Не, Ама мислам дека нешто го се, пол... ама се заврати кога Мислам излезе дека назад. беше и Кога ги исплашен. виде од шоферите. Мислам дека и беше и погоден од разговорот со Муча, Бојан но толку е капацитетот. вели причина за неисплаќањето на плати не треба да се бара во ВМРО, туку неиспособниот директор до субвенции до Ајде да ставиме. Вага се, не. Не гледа се, значи ботови се од штаб кој што замара. Ова е лицето за кое што зборам. Вака се. Сега пред малце објасни. И ви објаснува денеска 9 сати у совет ви објаснува за тоа што го сакате да го кажете дека не е така. На крај знаете што ќе направите со овие изјави и со вакви соопштенија? Кривична одговорност ќе се бара за управниот и за надзорниот одбор. У кој што се ваши членови. Они потпишале. Што зборите, бе? Директорот добива налог од управниот одбор.
за сите задачи му управниот одбор му дава задачи на директор. А надзорниот го проверува. А управниот одбор е ваш. Ако се сеќавам добро, а и вие се сеќавате, едно време ги стававте портпаролите на ВМРО ДПМН да бидат по управни одбори. Па кога фатија ги повлекувавте. И ставевте други членови на ВМРО ДПМН. Или за вас луѓето не се важни, вие како пепелјари ги рачунате луѓето и во управни и во... да ги искористите у ситуацијата за некој поен. Кој што не може да го добиете, пошто не сте управо, лажете. Како што денеска се изгоревте со луѓето, сакавте да ги искористите овие луѓето од вработени во ЈСП. Тоа ќе направите со вакви глупи соопштенија.